коментирате наводите дека во Куманово има двојно раководство? Дека стариот началник се уште мора да биде прашан за сите работи? Во Куманово нема двојно раководство, како што нема во ниту еден од секторите за внатрешни работи, ниту во Министерството за внатрешни работи. Постои закон за измени на Законот за влада, во кој што се дефинирани односите помеѓу началникот и помеѓу дополнителниот заменик началник. Денеска на средбата сите заеднички се договоривме како понатаму да работиме и тоа се само муабети веројатно кои што се шират во јавноста, меѓутоа не соодветствуваат со реалноста. Се уште ли трае претресот на Универзитетот МИД за какво кривично дело се работи? За тоа какво кривично дело се работи, што се работело воопшто на МИД Универзитетот, ќе се обратите до основното јавно обвинителство, бидејќи основното јавно обвинителство во Скопје ги води сите овие целата оваа постапка. Од нас беше само побарана асистенција, инаку претресот е завршен вчера околу 20 часот. Со кои проблеми ја ви се сретува секторот за внатрешни работи, на што ви се пожалува најмногу? Секторот за внатрешни работи генерално се соочува со истите проблеми што се соочува генерално Министерството за внатрешни работи. Треба повеќе луѓе за полицајци, заради тоа што подполнетоста не е на завидно ниво. Потребни се материјално-технички средства и опрема. Дополнителен проблем е начинот на функционирањето на крим техниката, кој што беше истакнат како проблем овде и за кој што ќе мора да се бара решение. Меѓутоа, генерално треба да се знае дека за да имаме добро Министерство за внатрешни работи, треба да државата одели повеќе пари. Господине министре, ве кажете дека безбедносната ситуација во Куманово е стабилна. Каква е ситуацијата на Табановци со оглед на тоа дека денес на бугарско-турската граница се распоредени и Европолицијата? Каква е ситуацијата кај нас? Во однос на миграцијата, мислите? Да, на мигрантите. Па видите, простот на миграција е нешто што е глобален проблем. Тоа не е проблем кој што зависи од Република Македонија, ниту решението ќе дојде само од Република Македонија. Затоа сме упатени на соработка и регионална и соработка на ниво на Европската унија, па и пошироко. Ние имаме многу помош од страна на Европската унија. Знаете дека на јужната и северната граница има прогласена кризна состојба. Во моментот западно-балканската рута не функционира, т.е. нема проток на мигранти. Имаме околу 200 лица во двата кампа од прилика, кои што се присутни. Едно е јасно дека оваа мигрантска криза може во секој момент да добива на интензитет. Државата треба да биде подготвена на тоа. За управувањето со оваа криза има посебен управувачки комитет, значи МВР ги работи само полициските работи. Дополнителен проблем за нас е тоа што не функционира оваа рута, бидејќи се појавуваат повеќе кримчарски канали, се појавуваат луѓе кои што влегуваат илегално на територија на Република Македонија, а се директно како работа која што треба да се спречува од страна на македонската полиција. Вие знаете дека пред неколку дена во селото Лојане беше откриено 35 мигранти кои што ги чувале како заложници, така да и во тој дел ме информира денеска во секторот за внатрешни работи и се преземат сите можни мерки да се справуваме со една таква состојба. Меѓутоа, генерално мигрантската криза ќе биде решавана на начин на кој што ќе биде понудено решение од страна на Европската. Благодарам.